Добар ден, почнува дневникот на Канал Плюс во 16:30. Еве дел од настаните на денот. Штипската клиничка болница ги има сите предуслови за развој на лапароскопските хируршки зафати. Неодамна за прв пат во Македонија изведен е специфичен лапароскопски хируршки зафат на дебелото црево. Со изградба на водовод и филтер станица на туристичката населба Беровско езеро ќе се подобрува туристичкиот потенцијал на Берово. Македонски мали и средни предпријатија во партнерство со германски компании имаат предност во користење на средства од Фондот за иновации. Штипската клиничка болница ги има сите предуслови за развој на лапароскопските хируршки зафати, а неодамна за прв пат во Македонија, токму во оваа клиничка болница беше изведен специфичен лапароскопски хируршки зафат на дебелото црево. Болницата се опремува со современа апаратура, но и со едуциран кадар. Нови методи и техники на оперативен работен план во лапароскопската хирургија, кои за прв пат се воведени во клиничката болница во Штип и воопшто во Македонија, набавка на нова апаратура и воведување на правилник за хоспитална култура, се новитетите кои на денешната пресконференција ги соопшти директорот на клиниката во Штип Александар Стојановски. Една од методите во областа на хирургијата, посебно во лапароскопската хирургија, од страна на доктор Александар Мизевски беа воведени неколку методи од кои за потенцирање се лапароскопски операции на дебело црево со малигноми на истото. И едно од поредките е стеноза на дебело црево од воспалителна природа, која што сама по себе не е опасна операција, животозагрозувачка операција, меѓутоа представува раритет и како состојба и е воведена како оперативен метод за прв пат во Македонија. Воопшто, не само во нашата клиничка болница, туку и во Македонија. Новите методи и техники кои се воведуваат во рамките на истото возможуваат пациентите да имаат помало оперативно време, оперативен тек, побрзо заздравување, бидејќи станува збор за помали резови со помала шанса за инфекции и подобра состојба на пациентот, како и до некаде економско заштедување, значи на нашата болница, со самото тоа што е потребно помалку време пациентот да биде присутен во болницата. Новата апаратура е веќе набавена за клиниката во Штип, која и во најскоро време ќе биде пуштена во употреба. Со посебно задоволство би го спомнали мамоматот кој што веќе е набавен, тека процедурата на инсталирање на истиот, поставување на соодветните оловни заштити за работа на апаратот. Ќе ги исполниме еден од програмите на Министерството кој се наоѓа на агендата на Министерството, а тоа е ран скрининг во откривање на карциномот на дојката. Значи, станува една посебно осетлива категорија на пациенти, кои што сега, благодарение на набавката на оваа апаратура, ќе му овозможиме благовремено од детектирање на истиот и соодветен третман понатамошен, зависи од на кое ниво е пронајдена болеста. Од останатите новитети кои ги соопшти директорот на клиниката во Штип е правилникот за хоспитална култура кој го постави Министерството за здравство. Едно од другите новини кои што Министерството за здравство воедно ги воведе, станува збор и за правилникот на хоспитална култура, каде што се утврдува начинот на однесување и постапување на здравствените работници спрема самата работа и спрема пациентите. Со тоа се возможи да се обезбеди поголем професионален интегритет, ефикасност во работењето, ефективност и поголема посветеност при извршувањето на работните обврски. Новите методи и техниката кои се воведени во болницата веќе се спроведуваат и во пракса. Продолжуваме на тема туризам. Се подготвува проект за изградба на водовод и филтер станица на туристичката населба Беровско езеро, со изградба на резервоар со капацитет од 350 метри кубни и примарна мрежа за водоснабдување на целата туристичка населба. Проектот се спроведува преку ИПА фондовите со партнерска општина Сандански Бугарија, а буџетот е половина милион евра.
Во општината Берово во тек е проект за изградба на водовод и филтер станиц за предвидени 4000 корисници кај туристичката населба на Веровското езеро. Проект кој што ќе биде аплициран со партнер општината Сандански од Република Бугарија преку приоритетната оска туризам и специфична цел со која ќе се подобрува туристичкиот потенцијал во двете општини, се со цел подобро зачувување и одржливо искористување на природното и културното наследство. Самиот проект за Беровското езеро ќе опфати изградба на резервоар со филтер станица со капацитет од 350 метри кубни и примарна мрежа за водоснабдување во должина од 8 километри, преку која ќе биде опфатена целата туристичка населба. Црпењето на водата за филтер станицата е предвидена да биде од езерото со систем на променливо земање на вода преку потопни пумпи кои ќе бидат спуштени во самото езеро и цевковод до резервоарот во должина од 750 метри. Инаку изработката на проектот од страна на проектантското биро Environ веќе е во тек, а двете општини ќе имаат на располагање буџет од 500.000 евра. Покрај овие активности, обезбедувањето на здрава вода за пиење за жителите на општина Берово е еден од приоритетите на единицата на локалната самоуправа и покрај финансиските проблеми на јавното предпријатие за комунални работи и услуга од Берово, од буџетот на општината се издвоени 500.000 денари, со кој е извршена постапка за набавка на 24 тони алуминиум сулфат, кој се користи во третманот на водата за пиење, со што водата и понатаму ќе го има потребниот квалитет според стандардите пропишани во Република Македонија, особено за градот Берово, како и селските населби Русиново, Владимирово, Смојмирово, Мачево, Будинарци и Митрашинци. Инаку за потребите на филтер станицата на месечна основа се потребни во просек околу 5 тони, во зависност од квалитетот на водата која се црпе од Беровското езеро. Малите и средни предпријатија по третпа добиваат можност за пристап до средства од Фондот за иновации и тоа преку соработка на домашните со германските компании. Можност за финансирање имаат компаниите посебно за нивните иновации и трансфер на технологии, доколку партнерски аплицираат како македонско-германски. До сега средствата од овој фонд најмногу ги користат компаниите од секторот на информатички технологии. Од досегашните два повици избрани се 16 од пријавени 78 компании, а вкупниот буџет за нив е близу 460.000 евра. Во оваа насока добро е да се разгледаат можностите кои што им стојат на располагање, партнерски да аплицираат македонско-германски конзорциуми, да кажеме на некој начин. Тоа го возможуваме преку самите инструменти, особено кај инструментот комерцијализација на иновации, каде што доделуваме до 100.000 евра. Македонските предпријатија може да имаат и странско предпријатие или странска научно-истражувачка високообразовна институција, која што може да им помогне на некој начин и да им даде поддршка со цел развој на иновацијата. Кај трансфер на технологии, инструментот е особено интересен за здруженијата кои што имаат ваков карактер, затоа што тука се јакне една соработка на секторско ниво, каде што повеќе предпријатија од ист сектор може да направат некој трансфер на технологија, напредна технологија, трансфер на некое знаење, некој ноу-хау, подобрување на процеси во македонските компании, меѓутоа кои што можат секако да бидат стекнати од Германија или од некои германски компании. Општина Штип конечно ќе го решава долгогодишниот проблем со куќињата скитници. Постигната е привремена согласност за третман за бездомните куќиња во градот со комуналската фирма АД Тодор Велков. За трајно решавање на проблемот со куќињата скитници, општината подготвува нов тендер за оператор, кој ќе биде ангажиран за овој проблем на подолг рок. Веќе подолг период во Штип може да се забележи зголемена присутност на куќиња скитници во центарот на градот. Токму поради ова и добиените поплаки од граѓаните до службите на општината, локалната самоуправа постигна привремена согласност за третман за бездомните куќиња во градот со соодветна фирма. Имајќи во предвид дека во изминатите 2 години на 3 објавени конкурси за постапување со куќиња согласно Законот за благосостојба на животните не се пријави ниту еден оператор, а проблемот со бездомните куќиња бара решавање согласно законските прописи, локалната самоуправа како привремено решение со работен налог го решава овој проблем за третман на куќињата според можноста која нуди Законот за ангажман до 500 евра. Во меѓувреме течат активностите за нов тендер за третман на куќиња од страна на службите на општината.
Ангажираната фирма која доби работен налог за заловување на бездомните кучиња во Штип е со регистрирани прифатилиште и која располага со сите параметри за третман на кучиња согласно законот, што значи при издавањето на налогот е водена грижа за хумано постапување со животните и нивен третман согласно законот за благосостојба на истите. Собствениците на домашни животни треба да внимаваат на своите миленици, бидејќи, како што тврди Ристов, службите се веќе на терен и вршат заловување на кучињата бездомници. Инаку, оваа акција треба да заврши за 10 дена. Нов инвентар добија реконструираните објекти на местните заедници во селските средини во општина Македонска Каменица. Проектот се реализира на барање на жителите на селата во оваа општина, а вредноста е 1.330.000 денари. Новите реконструирани згради на местните заедници во селските средини во општина Македонска Каменица добија нов инвентар, клупи и маси за работа и користење на жителите. Вкупната сума на проектот опремување на зградите на местните заедници, кој го спроведува општината со средства од сопствениот буџет, изнесува 1.330.000 денари. Согласно барањата од местните заедници и од разговорите со жители од селските средини, општина Македонска Каменица спроведе јавна набавка за набавка на 100 маси и 200 клупи кои што се распоредени во селските средини, односно во зградите на местните заедници и зградите кои што се наоѓаат покрај локалните гробишта во селските средини. Во изминатиот период општина Македонска Каменица изгради и реконструира повеќе од 10 згради во селските средини на територијата од општина Македонска Каменица. После тоа следеше овој проект кој што значи уредување со мебел, така да практично сите селски згради во селските средини се ставени во употреба, опремени се со мебел и се ставени на располагање на граѓаните на општина Македонска Каменица. Изведувач на проектот опремување на зградите на местните заедници е фирмата Мерианас од Скопје. Штип започна да го слави денот на ослободувањето 8 ноември. Празничната програма започна со промоција на публикација посветена на штипјани, учесници во Балканските и Првата светска војна во издание на Штипскиот завод музеј. Денешните празнични активности продолжуваат вечерва со традиционалната ноќна трка со почеток во 19 часот со старт пред зградата на општина Штип. Промовирана публикацијата Штипјани учесници во Балканските војни 1912-1913 и во Првата светска војна 1914-1918, денес во Националната установа Завод и музеј Штип. Оваа книга содржи оригинални фотографии од фронтовите на кои се бореле познати штипјани, како и слики со ордени, одликувања, уверени и сведителства со кои биле одликувани. Идејата за реализација на публикацијата е стара повеќе од 5 години, кога и започнало уредувањето на историската поставка во музеот и собирањето на фотографиите од домашните архиви на стари штипски фамилии и старите гробишта. Книгата е замислена како албум со фотографии. Значи, покри воведниот текст, кој дава ни општи карактеристики за состојбите во Македонија, на крајот на османлиското владење и почетокот на Балканските војни, содржи фотографии, како што кажа. Вкупно има 260 фотографии, од кои што 221 се поединечни фотографии, а останатите се групни фотографии. Значи, во групните фотографии имаме фотографии кои се оригинални од фронтовите. Во рамките на програмата за одбележување на 8 ноември денот на ослободување на Штип, денес во 17 часот ќе се одржи традиционалната ноќна трка, а утре централната програма за кога е закажана свечената седница во општина Штип, на која ќе бидат доделени признанието 8 ноември на тројца заслужни граѓани, Митровденските средби на докторите на науки и во 19 часот е отворањето на изложбата на Сдруженијето на ликовни уметници во уметничката галерија Безистен. Вечерва во 19:30 часот во Домот на културата Бели Мугри во Кочани ќе настапи стендап комичерот Бојан Белевски. Вечерашниот настап во Кочани е дел од неговата турнеја во која се опфатени 30 градови од државата. Ице од детската серија Наше мало, актерот и стендап комичар Бојан Белевски со стендап настап во Кочани. Бојан успешно ја спроведува својата македонска турнеја во над 30 градови. Неодамна Белевски одржа настапи пред штипската публика, а вечерва е во Кочани. Најпред да кажам, името на турнејата е Тур де стендап, инспирирано од Тур де Франс. Нели, треба да поминеме многу километри, па ети како на Тур де Франс, така и ние сакаме да поминеме што е можно повеќе градови. Почнуваме од Источна Македонија и поднасловот на оваа турнеја е
Тур де стендап Исток. Бојан е првиот македонски стендап комичар кој се реши на ваков начин да ги посети сите македонски градови и бар за момент публиката што доаѓа да заборави на своето секојдневие и да се припушти на смиета. Од неговото досегашно искуство вели дека народот сака ваков вид на драма. Стендапот има огромен потенцијал кај публиката, со тоа што се уште не е доволно искористен според мене. Токму една од целите на оваа турнеја е да го искористи тој потенцијал и што се вели да покаже дека публиката сака да присуствува на ваков тип на настани, бидејќи у принцип многу ретко се случуваат и условно кажано гладта кај луѓето за стендап е голема. Настапот ќе се одржи во Домот на културата Бели Мугри во Кочани со почеток во 19 часот и 30 минути. Влезот е 100 денари. Во Домот на млади во Штип вечерва во 19:30 часот ќе започне представата Чекачот, работена според романот Јат на Трајче Кацаров, а во интерпретација на Трајче Јованов. Представата е во продукција на Дом на млади и на театарчето за слушање и гледање од Штип. Пиесата има за цел да му се помогне на човекот во потрагата по себе си, вели авторот Кацаров. Вечерва со почеток во 19 часот и 30 минути на сцената во Дом на млади, премиерно ќе биде одиграна монодрамата Чекачот. Станува збор за представа чие сценарио е направено на основа на дел од романот Јат на Трајче Кацаров. Единствената улога во монодрамата ја игра Трајче Јованов, кој за содржината истакна дека се работи за приказ на човечкото чекање на одредени работи во животот од раѓањето до смртта. Самиот автор на романот Јат, Трајче Кацаров, за своето дело вели дека е создадено со цел да се опише потрагата на човекот по самиот себе и да се разреши дилемата дали секојдневните случувања се механизмите кои се спротивставуваат на судбинската определба. На некој начин во ова представа која што представува и, да речеме, дел од овој роман, всушност третата глава од романот е ја инсценираме ние преку ликот во романот Јат Кара, всушност збор Чекачот, кој што само по себе зборува и се наоѓа во ситуација одредени општествени структури преку своите идеолошки апарати, а заедно и преку, како се вика, и преку сите други средства потребни на располагање, се трудат да ја променат природата на човекот. Се трудат да го променат човекот. Пред вестите од светот, информација за прекин на електрична енергија, најавени од Евана заради изведување на работи на дистрибутивниот систем. Утре во период од 10 до 14 часот и 30 минути, без електрична енергија ќе бидат жителите во кочанската населба Бавчулук. Во истиот период од 10 до 14 часот и 30 минути прекин на електрична енергија ќе има и во Делчевското село Бигла и во Бумбарско Мало, а од 11 до 13 часот без електрична енергија ќе бидат жителите на дел од улиците Илинденска и Прави мај во Берово. Доказите сугерираат дека бомба поставена од милитанти на Исламската држава била причината за падот на рускиот авион на египетскиот полуостров Синај, соопшти американски и европски безбедносни извори. По се изгледа просторот за багаж или на друго место во авионот била поставена експлозивна направа, изјави еден американски официјален представник. Доколку биде потврдено, тогаш тоа ќе биде за прв пат милитантите на Исламската држава да вршат напад врз патнички авион. Оваа терористичка група соопшти дека го извела нападот во кој на 31 октомври загинаа 224 патници и членови на екипажот, главно руси. Во изминатите неколку недели припадници на иранската гарда хакерале електронска пошта на представници на администрацијата на Барак Обама. Се смета дека хакерските напади се поврзани со опсењето на бизнисмен од иранско-американско потекло во Техеран, при што главни цели се луѓето кои работат на политиката спрема Иран. Меѓу нив се и припадници на одделот за ирански прашања и бирото за блискоисточни проблеми во Стейт Департментот. Меѓу целите се и новинари и академци. Околу 30.000 лица, претежно млади луѓе, синоќа повторно излегоа на антивладени протести на улиците во неколку романски градови и покрај вчерашната оставка на премиерот Виктор Понта. Според романската полиција, околу 20.000 луѓе присуствувале на протестот одржан на универзитетскиот плоштад во Букурешт, кој беше жариштето на бунтот против последниот комунистички лидер на Романија Николај Чаушеску. Демонстрантите ги обвинуваат властите за нестручност и корупција и побараа формирање технократска влада.
Неколку часа по пуштањето на билетите за мечот меѓу Вардар и Барселона во ракометната лига на шампионите, истите беа распродадени. За надпреварот Вардар-Барселона можете да купите билет само за стоење кој е по цена од 150 денари. Љубителите на ракометот во Македонија за само неколку часа ги испразнија резервите на билетарницата во Јане Сандански. Од интернет страницата на која се продаваат билетите онлайн, Ticket Plus велат дека останале достапни само влезници за стоење. Нормално салата ќе биде исполнета до последното столче, а во атмосферата не се сомнева никој. Спортскиот центар Јане Сандански буквално ќе гори. Надпреварот е на 22 ноември во 17 часот и 30 минути. Македонската фудбалска репрезентација забележа пат на FIFA рейтинг листата објавена денеска и се наоѓа на 139-то место, 7 позиции полошо од октомвриското рангирање. За прв пат во својата историја на врвот се искачи Белгија, која ја симна Германија на второто место. Од противниците на Македонија во квалификациите за светското првенство 2018-та, кои почнуваат во септември, најдобро рангирана е Шпанија на 6-то место, а потоа следуваат Италија на 13-тото, Албанија 36-то место, Израел 61-во и Лихтенштајн 163-то место. Во топ 10 се прво Белгија, второ место Германија, потоа доаѓа Аргентина, Португалија, Чиле, Шпанија, Колумбија. На 8-то место е Бразил, на 9-та позиција е Англија и 10-та е Австрија. Следното рангирање FIFA ќе го направи на 3 декември. Ова е се во ова издание на Дневникот. Со нови содржини се гледаме во 20 часот. Имајте убаво попладне со програмата на Канал Плюс.